Добро утро и од мене. Јас сум Кристина Атовска по продолжено интервју на колегата Чомовски со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Останува уште последната тема во денешниот утрински брифинг. Впрочем и последната за оваа работна недела. Мој гостин сега од Албанија, од Република Албанија, е Васил Стериовски, единствениот македонец, представник во албанскиот парламент. Дали го имаме на Zoom платформата? Колегите велат дека уште малку време му треба веројатно да се подготви, да поразговараме за тоа каква е состојбата со македонското малцинство кај нашиот сосед, што се презема и во врска со последните бугарски тонови кои доаѓаат и таму во Албанија, а тоа е обидите да се представи македонското малцинство како бугарско. Еве од режија веќе гледам дека господинот Стериовски го имаме на Zoom платформата. Добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Благодарам исто и на вас на поканата. Кажав во најавата, некако откако дојде на бугарско вето, се покрена и прашањето за македонското малцинство во Албанија, односно бугарските аспирации. Се појави тврдење од страна на бугарската страна дека тоа е всушност бугарско малцинство, иако знаеме дека во Република Албанија во законот веќе е влезено постоењето на македонското малцинство. Каква е состојбата во Република Албанија кога е ова во прашање? Пред се, бугарските аспирации кон македонското малцинство во Албанија не се сега, од последниве години. Тие се од самото формирање на албанската држава. Бугарија инсистира на признавање на бугарско малцинство, конкретно за областите каде што живеат македонците, но ниту една албанска влада до 2017 година нема прифатено да признае бугарско малцинство, бидејќи такво малцинство и не постоеше. Но со носењето на законот за заштита на правата на малцинствата во 2017 година, тогаш Албанија под притисок и закана од Бугарија дека ќе стави вето на евроинтеграциите ако не се признае такво малцинство, Албанија ги вметна во законот и бугарите, иако првично кога Министерството за надворешни работи на Албанија го достави предлог законот за заштита на правата на малцинствата во Албанија, со 8 малцинства се признат, 8 постоечки малцинства кои што постоje на територијата на Албанија, но последниот момент под притисок на Бугарија со амандман се вметне бугарско малцинство, но не пишува законот каде живее ова бугарско малцинство, туку само дека има бугарско малцинство и ова го користи Бугарија. Од 2017 година таа своја кампања има засилено во областите каде што живеат македонците, тврдејќи дека еве сега ве признава Албанија како бугари, што не е точно, бидејќи Законот за заштита на правата на малцинствата во Албанија признава 9 малцинства, меѓу кои бугарите, како што споменав, под притисок со уцена со вето, но не пишува каде живеат овие бугари. И затоа е засилена ова бугарска пропаганда, бидејќи од една страна апсурдноста е што имаме во закон бугарско малцинство, а од друга страна во регистрите на државата нигде не фигурира такво малцинство. Ние другата година, 2020 година, ќе имаме попис во Албанија. Тој попис требаше да се спроведе ова година, фактички, но се одложи за октомври 2022 година и затоа овие 2-3 години е позасилена бугарската пропаганда, бидејќи нивната цел е по секоја цена да извадат бугари во делот каде што живеат македонците во Албанија. Македонците во Албанија живеат долж македонско-албанската граница во неколку компактни области, како што е Гора, Голо брдо, Преспа, селото Врник во Демонската област. И по сите пописи спроведени во Албанија, од самото формирање на албанската држава, па и до последниот попис од 2011 година, во ниту еден попис нема ниту еден човек изјаснат како бугарин. Например, последниот попис 2011 година во областа на Преспа, на општина Пустец и селото Врник, 100% сите жители на овие места се изјаснија како македонци.
И затоа е за ова бугарска пропаганда по секоја цена да се извадат бугарско малцинство. Господин Стариовски, И каква е состојбата на терен? Ние можеме да прочитаме од медиумите таму дека се случувале активности на терен, биле практично прашувани граѓаните дали се бугари или македонци, дали е ова вистина, дали постојат активности на терен кои ги потврдуваат ваквите пишувања на медиумите од тој крај? Значи, после признавањето на бугарско малцинство, бугарска држава е доста активна на терен во областите каде што живеат македонците. Како што кажав, македонците не живеат само на едно место во Албанија, ги има во сите поголеми градови во Албанија, но претежно живеат во чисто етнички области, Преспа, Гора, Голобородо па и Врник. И овие области гравитираат во неколку општини. Например, областа на Преспа е општина Пустец, селото Врник е во општина Девол, Голо Брдо спаѓа под општина Булкиза, областа Гора спаѓа под општина Кукс. И во сите овие општини бугарската држава е доста активна во последните години, конкретно бугарскиот амбасадор оди во сите овие општини и конкретно нудат и финансиски средства на градоначалниците за, не знам, да некоја инвестиција, било пат, било други инвестиции во областите, и за сите тие градоначалници се добре дојдени тие инвестиции, но нивната намера пред се е да прикаже дека тука живеат бугари, затоа се овие бугарски инвестиции. Друго, тоа што последните години масовно го прави Бугарија, сите деца, млади, па и наставници кои што предаваат во училиштата во овие области, ги носи на бесплатни екскурзии во Бугарија по недела дена, по 2 недели, и така што нема млад оставено тука што го носат на бесплатни екскурзии во Бугарија со цел за да ги убедат дека се бугари, а не се македонци. Исто така една од мерките што ја спроведува Бугарија, нуди бесплатни стипендии за студирање на факултети, за постдипломски и на докторски студии во Бугарија. И од контактите што ги имаме со наши македонци кои што одат таму во Бугарија да студираат, тие кажуваат дека кога одат таму, па бугарските служби ги земаат, ги обработуваат да ги убедат дека еве се бугари, дека не се македонци. И една од мерките кои што е најмногу исто распространета е давањето на бугарски пасош, кој што во Албанија како тренд е доста масовен, не само кај македонците, но и кај албанците. Поголемиот број на бугарски државјанства кои што се земени во Албанија, кои што се на неколку илјади, точно бројки не знам, но има неколку илјади, поголемиот број го имаат земено албанци, а не македонци, но и кај македонци последните години доста голем број заинтересираност за бугарски пасош, бидејќи преку бугарскиот пасош македонците и другите албански граѓани можат слободно да патуваат и да работат во Европска унија, и затоа е и барањето нешто слично како кај нас. Како реагираат македонците на ова? Може ли да се забележи прифаќање на ваквите политики, ваквите ставови, или сепак се работи, кога зборуваме за пасошите, сепак се работи само нели за излез во Европската унија или влез во Европската унија и на некој поголем пазар? Како реагира македонското население? Дава ли отпор на ваквите бугарски обиди? И уште едно прашање, бидејќи споменавте што се прави Бугарија, прави ли нешто слично Северна Македонија за македонците во Албанија од типот на стипендии или екскурзии, дел од работите кои ги споменавте? Пред се македонците знаат, македонците во Албанија знаат, свесни се што се. Тоа што го прифаќаат бугарскиот пасош е чисто само за да ги користат привилегиите на Европска унија, бидејќи нема и логика да плаќаат илјадници евра за едно државјанство за да земат таков пасош. Единствена причина што земат таков пасош е бидејќи со тој пасош може да одат и да работат како граѓани на Европска унија, да ги користат привилегиите како граѓани на Европска унија.
Како што ви кажа, во 2011 година, например, во општина Пустец, сите се декларира македонци. И не само тоа, пред 2 години се одржа еден пилот попис во неколку делови на Албанија, меѓу кои, например, и фатија и неколку одредени населби во општина Пустец. И по тој попис, бидејќи тој попис го одржува Албанскиот институт за статистика, и тие податоци не ги знаеме ние, значи како се изјаснија жителите на овој попис, но како што дознавме преку бугарските медиуми во Бугарија, дека реагираше и подпредседателката Јотова на тоа дека македонците во Полобрдо, во Преспа, во Корча на предстојниот попис нема да се декларираат како бугари, бидејќи тие ги имале тие податоци, иако се тајни, ние не ги знаеме, тие викаат дека околу, не знам, 400 лица кои што се попишале во областа на Пустец, во областа на Преспа, само еден се декларира за бугари, а другите се декларира за македонци. Така што, значи, македонците знаат што се. Кога би биле членка, Албанија би била членка на Европска Унија, ниту еден немакедонец албански граѓанин нема да посегне да плаќа 1000 евра за да има бугарски пасош. А впрочем и пред 2007 година, кога и Бугарија и не беше во дел на Европска Унија, немаш ниту еден македонец во Албанија, па ниту и албански граѓанин да има бугарски пасош. Господин Стариовски, она што исто така е многу важно како прашање сега се наметнува и каков е ставот на Република Албанија кон овие активности на бугарската страна. Ова е особено важно затоа што ние и Албанија одиме во пакет кога станува збор за отворање на преговорите и практично Албанија е колатерална штета од бугарското вето кон Северна Македонија. Какви се ставовите на албанската влада, која досега имаше репутација дека е многу пријателски настроена кон своите македонски колеги? Еди Рама упатува можеби најостри критики кон Европската Унија зошто го дозволува ова. Дали внатре има обиди да се отфрлат овие ставови, тврдења на бугарската страна, или можеби се ставаат работите под тепих и се гледа една воздржаност додека не се реши нашиот спор со Бугарија? Прво да одговорам на прашањето дека Албанија е колатерална штета, значи, од ова бугарско вето. Мислам дека сепак ова дека е поголема игра, дека не стои бугарско вето, не е, значи, само бугарско вето, дека за тоа вето се кријат и помоќни држави на Европска Унија. И Албанија е свесна за тоа. И така што претходно имав, не знам, француско вето, па не знам, претходно исто и Холандија, па и Данска не сака Албанија да отпочне преговори, така што мислам дека и Албанија е свесна дека не е само бугарското вето, дека има и други скептични држави кои што не сакаат да бидеме членка на Европската Унија, и така со тоа се прикриваат зад бугарското вето. Што се однесува, значи, на односот на Бугарија конкретно кон ова политика, значи, како што ви кажав, 2014 година по барање и на малцинствата, но и на Советот на Европа, Албанија требаше да донесе закон за заштита на правата на малцинствата и тогаш премиерот Еди Рама покрена меѓуинституционална група од сите министерства и сите организации кои што се расправаат со правата на малцинството во Албанија со цел да изготви еден предлог закон за заштита на правата на малцинствата. И ова меѓуинституционална група ја предводеше Министерството за надворешни работи на Албанија. И кога 2017 година ова министерство предложи овој закон, предлог закон да се изгласа во Албанското собрание, тие не предложија предложија да се признаат 8 постоечки малцинства, а не бугарско малцинство. И во последен момент, под притисок на Бугарија, кој отворено се закани со вето, тие го вметна на бугарското малцинство. Да, ве прашувам сега како одговараат на сите овие активности кои ги има Бугарија и на овие зачестени изјави дека е тоа всушност бугарско малцинство во вакви критични периоди, кога цело време се наоѓаме пред прагот на Европската Унија и никако да ја фатиме кваката практично.
Прво, значи, тоа ја објаснувам кога беше расправата во комисијата за законодателната комисија во Албанското собрание, тогаш јас не бев пратеник, но се на јавната расправа не поканија сите активисти на малцинствата во Албанија и тогаш кога веќе се најави дека можно е да се призна такво малцинство, во моето излагање реагирав дека фактички ова е геноцид за македонците, бидејќи нема бугарско малцинство во Албанија и се работи за македонците, значи бугарска пропаганда е насочена во областите каде што живеат македонците и од една страна ќе имаме апсурд во иста територија, исти луѓе, од една страна, значи кај што се македонци ќе имаме и таква пропаганда, бугарска пропаганда и познавајќи и бугарската пропаганда како делува, ништо не се менува пред 100 години. Значи ништо не е сменето во таа пропаганда врз македонците. И знаејќи фактот дека Бугарија е членка на Европска унија, знаевме дека конкретно дека после признавањето на такво малцинство целиот притисок на Бугарија ќе се насочи кон фактот да ги негира македонците во Албанија и да опстанат само овие како бугари да ги прикажи. И тогаш укажавме на сите овие методи што ги користи Исо Пасошите Бугарија со сите методи и тогаш јавно министерот за надворешни работи, тогашниот министер Дитмир Бушати ме поддржа во комисијата, вика дека да ги оставиме на страна бугарските пасоши, колку албански граѓани имаат италијански, грчки, не знам, американски пасоши, државјанства, тие не се тоа. Вика, значи, во моментот, вика, ние немаме, освен овие 8 малцинства, немаме друго такво малцинство бугарско. Ако по сите значи пописи и факти што ги имаме во Албанија, такво малцинство нема. Ако во иднина излезе такво малцинство, ние сме готови да го признаеме. Но овој момент вика немаме такво малцинство, но за недела дена го призна под притисок, како што ви кажа, во Европска унија. И тоа што во моментот Албанија го прави, значи има оставен простор на бугарите слободно да шират својата пропаганда во деловите каде што живеат македонците. Јас во собранието имам конкретно зборувано на оваа тема Албанското собрание и со моите колеги таму исто. И тие сами кажуваат албанските политичари, свесни сме дека што прави дека нема бугари, што прави ова. Впрочем, во Албанија го нема тој проблем само сега со Бугарија, например, претходно го имаше и со Грција. Илјадници албански државјани, па сменува и вера, и имиња, значи посебно кај албанците со исламска вероисповед, за да може да работат во Грција, се декларира Грција само за да добијат виза, за да може да работат во Грција, ги менува и така што ова е познат феномен во Албанија, но и самите албански политичари да викаат дека кога ќе бидеме членка на Европска унија, дека ова фактички тоа пропаганда ќе падне во вода. Некако влезот во Европска унија го гледаме како спас за се, очигледно, така и во Македонија и во Албанија. Господин Стеријовски, сосема за крај уште едно предвидување токму за ова. Дали во декември имаме шанси да ги отвориме преговорите, какви се ставовите, какво е мислењето, какво расположение покажуваат албанските власти за ова прашање? Не верувам дека по најавите што ги гледаме од Бугарија дека ќе има расположение за отворање на преговори за тргањето на бугарското вето. Во овој момент и Албанија не размислува да побара одвојување од Македонија, бидејќи мислам дека и самата е свесна дека за тоа бугарско вето се кријат други држави, значи помоќни држави, така што сами се свесни, но ќе видиме во иднина како, но не верувам дека во декември ќе имаме позитивни сигнали за отпочнување на преговорите и тргањето на бугарското вето. Господин Васил Стеријовски, ви благодарам многу што одвоивте време утринава да се јавите во утрински брифинг. Секако ние сме, како што кажавме, заедно во пакет со Република Албанија, кога Европската унија во прашање, така што ќе следиме и понатаму состојбата, не само со евроинтеграциите, туку и со македонското малцинство кај нашиот западен сосед. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од утрински брифинг. Благодарам на поканата.